Прва, тема во потрага по сигурност и вреднување. На ова предавање, ја на некој начин ќе се обидам да објаснам и да заеднички објасниме и разбереме зошто луѓето се однесуваат онака како се однесуваат. Зошто луѓето или ние самите се однесуваме онака како што се однесуваме. Нормално тоа е една многу голема и комплексна тема, али ова е една перспектива која сакам ја да ја поделам со вас оваа вечер. Обично ние може да кажеме дека од луѓето го гледаме нивното однесување. И на основа на нивното однесување донесуваме некој заклучок. Таа личност е таква, таа личност сега проживува тоа, или било какви некои заклучоци донесуваме. Но однесувањето е само еден дел од нашата личност. Она што го одредува нашето однесување не е видливо. Тоа е под водата, како она санта мраз, која се гледа само малку, али доле е подолга и подлабока. И ова се работите кои се внатре во нас, кои диктираат нашето однесување и однесувањето на сите луѓе околу нас. И видите, овие елементи се многу битни и суштествени каков ќе биде нашиот живот. И најбазично, нешто што длабоко во човековиот живот, кој е еден двигател, за све тоа што човекот го прави, се потреби. Све што ние правиме во нашиот живот е, сакаме да задоволиме одредени потреби. Кои се тие потреби кои ние сакаме да ги задоволиме? Има различни теории, кои се основните човекови потреби. За оваа прилика ја ги сведов на две. А тоа се сигурност и вреднување. Сигурност значи опстанок, да бидеме живи. Прво што е за човекот најголема потреба е да остане жив. А после гледа дали ќе биде квалитетен тој живот, прво е да го имам животот, така. Да бидам сигурен. И човекот има потреба да биде сигурен. За да има сигурност, му треба заштита, му треба пари, му треба куќа, му треба припадност. Сите ние сакаме да припаѓаме некаде. Имаме потреба за сигурност. Друга суштествена потреба е вреднување. Сите ние сакаме некој да не вреднува, некој да не сака. Сите ние сакаме некој да не вреднува и да не сака. Сите ние сме као мали деца кои сакаат некој да ги загрели и да им каже, да ги прегрне и да им каже те сакам. Ние некои сме пораснале малку па не признаваме дека тоа ни треба, а во суштина за тоа најмногу ние жудиме. И сите ние сме на некој начин просеци за љубов. И сите ние се обидуваме на различен начин да ја добиеме. Кога зборуваме за вреднување, што подразумeva секој сака да биде посакуван, да биде посакувана, нели да биде важна, да бидам некој. Многу луѓе и ако видите, многу луѓе се обидуваат на различен начин да покажат, докажат дека се некој. Дека се вредни. Еден од пионирите на модерната психологија, Вилијам Џејмс, изјавува ова. Најдлабокиот принцип на човековата природа е желба да биде ценет. Да биде ценет. Затоа ако го навредите некого, тој многу го боли, така ли? Ако некого не го респектирате, тоа боли. Зашто не боли? Што не е важно. Тоа се суштествени потреби кои имаме. На основа на тие потреби, сите од нас се развиваат некои основни верувања како да ги задоволам тие потреби. Свесно или несвесно, ние сме дошли до некакви верувања, заклучоци, како ќе ги задоволиме тие потреби. И на основа тоа, имаме сите ние некој систем на верувања, на вредности, на идеи, имаме некои сценарија за нашиот живот. Како нашиот живот треба да изгледа за да бидеме задоволни. Имаме основни верувања, ја можам, ова ако го имам, ќе ми биде вака, ова ми треба за да бидам некој, ова ми треба за да се чувствувам сигурен и така натаму. И може да кажеме, тоа е нека визија или сценарија за добар живот. Сите ние го имаме тоа. На основа на тие верувања, кај сите од нас се будат некои цели или желби. Така.
И зашто не се потребни овие цели? Зашто мислиме преку нив ќе ги задоволиме нашите потреби. Затоа луѓето, зашто пари, зашто е битно сигурност? Пари кога имаш, мирно спиеш. Така, бар се верува, така ли? Значи, некој брачен другар, доека, ако сум сам, додека не се омажам, јас сум никој ништо. Али тогаш, или да се има деца, некој работа, некој кариера, некој да биде популарен, денеска е многу популарно тоа, нели? Да биде важен. Значи, сите, на основа нашите верувања, имаме одредени желби и цели кои сакаме да ги оствариме за нашиот живот да биде квалитетен, за да ги задоволиме тие потреби. За некој, например, мислам, во Македонија популарно е одење во странство. Е така. Да се роде во Германија, ќе се викав Цветан. А овдека, бејќи сум се родил во Македонија, па ми е име Трпе. Морам да трпам. И многу луѓе што, ајде, бугарски пасош, ова, она, зашто? Во странство. Таму е животот поубав. Значи, кај ќе се чувствувам сигурен? Во Германија, во Швајцарија, во Англија. Значи, видите, сето овие се цели желби. Сите луѓето се обидуваат да ги остварат. Денеска, поготово кај младата популација, има нова вредност, а тоа е лайк. На социјалните мрежи, значи, нашата вредност се мери со лајкови кај младите луѓе повеќе. Затоа тие постираат селфи, различни некои опасни слики кај ги земаат и така натаму, зашто за да добијат лајкови. Колку лајкови повеќе? Јас сум важна, јас сум важен. И на некој начин еден карикатурист многу убаво тоа го осликал. Значи, така се гради наша вредност и сигурност. И на основа на тоа, кај нас се развива што? Кое однесување или што треба ја да направам да ги остварам тие цели? Значи, имате некој вика со труд, за жал све помалку го има тоа, не така? Овдека има и постара генерација, чеја се труд, така се постигнуваат работите, така. Ние бевме Титови пионири и тие вредности некои постоја. Денеска, за жал, овие други бе. Манипулација, врски и така натаму. Значи, некој со честност, со добрина, со вештини, со труд, така, некој со религиозност. За жал, некои луѓе се религиозни за да добијат нешто од Бога. Не се религиозни послушни на Бога бидејќи го сакаат, туку да добијат нешто. И тоа е на некој начин трговија, за да си ги остварат своите цели. Поготово тоа е, како да кажеме, во православниот свет, каде што има доста суеверие, ќе однесам нешто, зашто? За да има благослов. Дали го разбирате сега како е? Значи, ќе направам нешто за да добијам од Бога нешто. А за овие други, нели, за некој како можем да успеам, врски, манипулација и за жал денеска кај нас тоа се вика снаоѓање. Не е лоше веќе на снаоѓање и за жал и родителите викаат веќе и на своите деца, снајди се и ти малку. Така, малку ти малку лактај се, направи вака, не биди наивен. Зашто? За да успееш. Да ги оствариш целите, да напредуваш. И сето ова може да го ставиме во една шема како функционираат луѓето. Ова е многу, мислам, проста шема, комплексен е човековиот живот, али многу интересна може да ни послужи за денешново размислување. Значи, како што рековме, постојат основни потреби, сигурност и вреднување, и тие прават мотивација кај нас да нешто направиме за да ги задоволиме. И ние имаме основни верувања кои ни викаат, ова ќе го добиам, со ова, ја тогаш ќе добиам сатисфакција, како да тоа со одредено однесување. И некои луѓе успеваат со одредено однесување да постигнат цели и после некоја привремена сатисфакција. Кажем, супер е животот, така. Но сите ние знаеме дека животот не иде така лесно, е така. Многу е покомплициран него како што е овдека. И често пати ние се надеваме, вложуваме, сакам нешто да постигнеме, али има многу препреки. Сакаме, али не успеваме. И на основа тоа се јавува фрустрација. Фрустрација ние секогаш чувствуваме кога нешто ни е на патот за нешто што ние го сакаме. Просто кажано, што се вика. Едноставно. Фрустрација. На основа фрустрација се јавуваат проблеми.
Или се ова некојаш неизвестност, страв, анксиозност, кривица, зашто не можам да успеам, он успеа, а ја не. Види го, он таму е веќе, а ја овде. И фрустрација, незадоволство. Зошто? Зашто не можам да успеам да дојдам до целта. И доколку оваа состојба потрае некое време, многу луѓе доаѓаат во очај. Очајни се. Некојаш и губат и надеж дека може да дојдат до своите цели. И ако не можете да дојдете до своите цели, кои мислите дека ќе ви го направат вашиот живот да има смисла и да биде квалитетен, нормално е да бидете очајни. Така. И за жал некои луѓе кои се наоѓаат на ова место идат и мислам до тој степен да си го земат својот живот. Видиш, нивниот живот веќе нема смисла. Ја имам за жал познам една личност тогаш не знам дали имаше и 20 години, младо момче кое се залюби во една девојка, беа заедно, таа го остави и тој им беше очаен. Зошто? Зашто предметот на неговото задоволување на неговите цели, таа не беше достапна. Го оставила и за жал тој не може да се носи со тоа и си го одзема својот живот. И многу луѓе има на тоа ниво. Од друга страна, значи може да кажеме дека некои луѓе успеваат, имаат привремена сатисфакција, но после некое време интересно се појавува посебно некој чувство на празнина. Ај, тоа успеавме, ама пак нешто фали. Треба уште нешто. И повторно, ајде, идеме до нови мотивација, нови цели, идеме повторно, нели, во круг. И врло е многу интересно и за некои луѓе кои ги оствариле своите цели, кои имале привремена сатисфакција, потоа ја изгубиле и тие влегуваат во очи. Во оваа група спаѓаат многу луѓе кои се успешни, познати, кои на луѓето им завидуваат, а тие се очајни. И тие исто така влегуваат како и оние други, не спомнав за нив кои влегуваат во очај, идат многу во пороци, кој што викам, или со пиење, дрога, зашто? Да го таа болка која чувствуваат тој очај некако да го намалат. И овие луѓе кои добиле све, али виделе дека не е тоа се, исто така влегуваат во очај и за жал има и такви познати личности кои тие некој си го земаат својот живот, некои влегуваат во тие зависности, али не постои некоја сатисфакција. Врло интересно, Џон Рокфелер, кој бил еден од најбогатите луѓе кои постоеле на планетава во своето време, го прашале после кога имал богатство, само но уште, па кога е доста? Уште малку. Бил неговиот одговор. Уште малку. И тоа оваа состојба многу баво имаат од пеано или осликано Rolling Stones во својот најголем хит I can get no satisfaction, не можам да добијам задоволство. Све успеав, али нешто недостасува. И може една друга личност која може да го сликува сето ова е Џими Хендрикс, кој за многумина смета дека е еден од најдобрите гитаристи кој живеел и кој многу млад ги оствари сите своји цели. Постал светски познат, турнеја, слава, богатство. И тој беше многу познат по своите онака многу огнени настапи. Често знаеше да свири гитара во екстаза, некоја да влезе и да ја разруши цела сцена, и шутира све и публика нека онака, види колку тоа е исполнувачки така натаму. Една прилика е 1970 година. Он има свој еден настап и токму тоа го направил. Значи, во онај соло гитара, завршува при крај и во таа екстаза он разрушува све што е на сцената и сите онака кога се во делириум, тој клекнал на своите колена и ги кажал овие зборови. Ако некој од вас знае како се доаѓа до внатрешен мир и спокојство, го молам да дојде зад сцената за да разговарам со него. Човек кој имал се што сакал, што посакувал, а нема мир, нема спокој.
За жал, неколку месеци после овој настан, он умира од предозираност со дрога. На 27 години. На 27 години. И може да кажеме, еве, тука луѓето овака некако се обидуваат да се наоѓаат на некој од овие места. Од оваа шема овдека сега, што е најважен елемент по ваше мислење? Што е најважен од овие елементи кои ги спомнавме, кој ќе го одреди квалитетот на вашиот живот? Молим? Цели. Целите. Добро. Значи, кои цели? Добро. Потребите не може да ги избегаме. Тие се тука. Значи, овие други елементи. Однесување. Добро, однесувањето. Најважен елемент во сето ова се основни верувања. Што они ќе детермираат какви ќе бидат целите, какви ќе бидат однесувањето. И дали ќе погодиме или ќе промашаме во животот. Значи, најбитно кај човекот е неговиот поглед на свет. Какви верувања има, какви убедувања, како го гледа светот, како мисли дека ќе ги задоволи своите потреби. Долго во човековата историја, луѓето мислеле дека постои Бог и биле побожни. За жал, денеска современо луѓето рекле нема веќе, не ни е потребен Бог, можеме сами. Можеме со технологијата, што сликува мајчка, значи одно Микеланджело нема веќе допир со Бога, него има со оној маусот на компјутерот. Технологијата ќе ни ги оствари желбите. Не ни треба Бог веќе. И еве како овој процес го опишува Светото писмо, односно Павле во Римјаните, што овака вели. Зашто иако го познаа Бога, не го прославија како Бог, ниту му покажа благодарност, туку стана суетни во своите мисли и нивното неразумно срце се помрачи. Зборувајќи дека се мудри, стана безумни. Ја занемарија славата на нераспадливиот Бог со слика слична на распадлив човек, на птици, на четвороножни животи и на позачи. Затоа Бог ги предаде според желбите на нивните срца, на нечистота, така што сами да ги опечестуваат своите тела. Нив, кој Божјата вистина ја заменија со лага, и му се поклонува и му служе на созданието место на Создателот, кој е благословен до века. Амин. Што овдека објаснува Светото писмо? Како човекот, не давајќи му местото на Бога, оно што го заслужува, како треба да му биде, го трга како некој авторитет во животот и си мисли дека они сами се мудри, човекот е мудр сам за себе, и он крои свој живот. И поставува своји цели. И почнува да обожава создание на место Создателот. Така. Многу интересно, оваа личност, Давид Фастер Волес, беше многу познат писател во Америка, многу познат. И обично познатите луѓе таму ги викаат да зборуваат на свечено за дипломирање. Кои завршат некој универзитет и кога даваат дипломи, викаат некоја позната личност да држи некој мотивационен говор. И тој 2005 година во Kenyon College има направено еден таков говор. Многу ми насмета дека тој е еден од најдобрите говори за такви прилики. И еве што кажа, една главна идеја од неговиот говор е ова. Нема опција да не обожаваме. Секој нешто обожава. Единствениот избор што го имаме е што е она што ќе го обожаваме. Значи, секој нешто обожава, секој има некакви желби, цели кои му се многу битни, кои мисли дека се суштествени за неговиот живот. И значи, човекот нешто ќе обожава. Многу е битно што ќе обожава. И на таков начин, овие цели или желби кои луѓето ги имаат во својот живот, без Бога постануваат идоли. Идоли. Обично ми мислиме дека идолопоклонството е надминато, бидејќи луѓето малку се пософистицирани, не се клањаат на некои кипови дрва и тотеми и така натаму, но идолопоклонството е нешто друго и се уште постои. Идолопоклонството е нешто
на кое ние му даваме преголема важност него што може да има или треба да има. Односно, нешто што мислиме дека може да ги задоволи нашите потреби, а тие може да бидат задоволени само од Бога. Значи, созданието е поважно од Создателот. Тоа не е лоша работа сама по себе, него е на лоше место. Станува најважна работа. Наместо на Бог, не мислиме она, не, пари мене се, Бог е добра, али пари сигурност, тоа да го види. И на некој начин ние, луѓето, стануваме идолопоклоници. Имаме нешто, нашите желби постануваат идоли. Многу интересно, Џон Калвин кажува дека човечкото срце е фабрика на идоли. Значи, човекот нешто ќе обожава, нешто ќе има нешто за идол во својот живот. Но идолите секојаш ќе го скршат срцето. Односно што? Не може да го задоволат она што ние мислиме дека може да го задоволат. Зошто е тоа така? Што им е заедничко на сите овие работи? Што мислите? Што им е заедничко на сите овие работи кои се овде? Не го исполнува човекот во живот. Окей, добро. Друго? Како? Окей, добро, себични се. Добро, може да кажем. Дали сите овие работи се сигурни? А ние се обидуваме на нив да ја градиме нашата сигурност. Затоа идолите не може да го задоволат човекото срце. Бидејќи не се создадени за тоа, бидејќи единствен кој може да го задоволи човековото срце е оној кој го создал тоа срце. И затоа Августин кажува што си не создал да бидеме со тебе. Мисли на Бога. Нашите срца се немирни доека не најдат мир во тебе. Човековото срце не може да биде мирно без Бога, да биде задоволно. Познатиот писател C.S. Луис дава една ваква перспектива на човечката историја. Човечката историја е долга, ужасна приказна за човековиот обид да најде нешто друго наспроти Бога што ќе го направи среќен. Така било во минатото, така е и денес. Една друга интересна личност е Джулиан Бърнс. Исто така познат писател. Има добино Букерова награда за овој негов роман. И на основа на овој роман е снимен и книга. Да, заборавив да кажам. Писателот кој го кажуваше сите ние, човекот нешто обожава, многу е битно што ќе обожава. После тој говор некој си го зел својот живот. Он кој беше познат исто така, кој сите му се клања, го обожаваа него, луѓето сакаа да бидат како него, но тој виде дека празнина и си го зема својот живот, мислам, без некои други и така, него влегол во очева безмисленост, иако го постигнал она што сметра дека треба да го постигне. А Джулиан Барнс кажува една изјава која за мене е многу импресивна. Он вели: јас не верувам во Бога, но ми недостасува. Тој е атеист, не верува во Бога, ја не верувам во Бога, ама ми недостасува. Многу интересна изјава. Не сака да признае, а чувствува. Дека без Бога не може, али не се дава. Значи, и може да кажеме дека во човекот постои носталгија за рајот. Во секој човек постои носталгија за рајот кој е изгубен. И сите ние се обидуваме да некако да створиме некој нов рај. Но не може да биде. Што беше рајот кој е изгубен? Рајот пред све не е место географско каде што е убаво, обично ние ќе кажеме, леле, отидов таму рај. Како да знаеш?
planinama, jezerom, oj, milina, raj. Не е рај околина, туку рајот бил однос. Човекот бил во еден однос на доверба со Бога и со тогаш Адам и Ева, значи хармонија на односи, тоа е рај. И однос, хармоничен однос и со природата. Но поради гревот тоа е нарушено. И човекот ден денеска се осеќа као да е избркан. Као да е секогаш да е гастарбајтер некаде. Као некој секогаш да е во туѓина. Зашто? Зашто ние живееме во воредни состојби. Ние не сме создадени за ваква состојба да живееме. Ние не сме создадени да живееме во грев. Затоа Исус Христос ќе дојде повторно да стави крај на ова и повторно да го донесе рајот на оваа земја. Али човекот постои таа носталгија кон него и секој се обидува на различен начин да направи свој рај, со оние цели, со оние идоли. И на некој начин, кој што рекме, секој овдека се обидува на еден ваков начин да го осмисли својот живот. Сега, се поставува прашање, верувам за повеќето од нас овдека кои седиме, сме луѓе кои се зборуваме или кажуваме дека веруваме во Бога. Дали ние кои веруваме во Бога сме имуни на идолопоклонство? Врло интересно, зошто не? Фала што бевме искрени. Така. Видите ли интересен текст во Јеремија. Бог му вели на израелскиот народ, на народ, побожен народ, така, нели? Дали некој народ ги именуваше боговите? Тие дури и не се богови. А мојот народ ја замени својата слава, мислејќи на себе, не? За оние што не помагаат. Идоли кои не помагаат. А мојот народ ја замени својата слава за оние што не помагаат. Запрепасете се на тоа небеса, смутете се и зачудете се, говори Господ. Зашто мојот народ направи две зла. Ме остави мене, изворот на жива вода, и си ископа кладенци за себе, испукани кладенци што не може да држат вода. Човекот секогаш е во некоја тензија да навистина му верува во Бога, дека Бог е единствениот избор. Најважниот избор за човекот, кој може да ги задоволи неговите потреби. Секогаш иде во нешто друго што е можда многу попипливо, посигурно, повидливо и кој израелскиот народ и ние. Како народи околу нас, а и ние така. Треба цар, види ги сите овие, ние са некако као да сме, имаме теократија. Да, цар, да бидеме како другите. Че секогаш и кај верниот народ постои таа тензија или е во опасност да отиде во идолопоклонство. Ај повторно да бидеме искрени. Од сите овие елементи, ние, зашто највише го молиме Бога во нашиот живот? Нашите молитви, со што се обоени? Што од овие елементи Бог да направи кај нас? Или во нашиот живот, и во околностите во кои живееме? Да ги оствариме целите или да ни ги острани препреките и тогаш имаме искуство. Така, халелуја. Зашто? Добив работа, добив жена, добив дете, добив ова. Само по себе не е лошо, да не ме сваѓате. Значи, кој сме рекли, сите тие се добри работи, но е лошо кој ќе станат најважни работи. И кога што? Кога Бог ќе стане средство за да ги добием. Значи, ова е клучна изјава за оваа вечер. Значи, клучна поента е да разбереме дека Бог треба да биде извор и цел за задоволување на овие потреби, а не средство за да ги задоволам. Што подразбира ова? Некогаш, кој што реков, ние исто го имаме тој став. Побожни сме или послушни сме, можда подобар израз. Зошто? За Бог да не благослови. Да имаме
пари, да имаме куќа, да имаме деца, да имаме здравие, да имаме да добиеме нешто. Нормално Бог не значи дека Бог нема да ни даде такви работи. Но дали е во мојот молитвен живот, исто така е еден добар тест, кој покажува која е мојата тенденција. Дали во моите молитви јас се молам да бидам со Бога или го користам Бога да добијам нешто? Значи, дали е повторно средство и кое ја на некој начин правам нешто што он бара од мене за да добијам ја што барам од него. Трговија. Ако бидеме искрени, мислам да сите не сме имуни на ова. Што тако е, Библијата го покажува тоа, а Библијата е дадена за нас, зашто? За да го слика човечкото срце. Да не каже какви сме ние. Не какви били израелците, па како можеле они. Ние сме подобри. Не, да се видиме ние, да видиме каков е човекот, како сум јас, да се видам таму. И за жал и ние можеме да го имаме Бога во нашето поглед на свет, али да имаме конзумерски однос со него. Гледате, кога да биде клик, као некој тък на компјутерот, ајде да Бога да го добија. Или може да ја го викам тоа Аладинов синдром. Што тоа значи? Значи Аладин што? Имаше од лампата да направи како да ја потрие, ќе излезе джин и ќе му исполни желби. Мислам дека многу мине религијата гледа така. Што треба ја да направам? Да излезе, да ми се исполнат желбите. Но Бог не работи со нас на ниво на желбите на нашето срце, иако ние сакаме така да биде. И некоја сме разочарани, некои многу луѓе го напуштаат Бога. Зашто? Не се исплати веќе. Или некако не идат работите. Ја мислев дека ако правам ова ќе добијам ова, ама не излезе така. Као договорот што го потпишав не е исполнет. Значи Бог не работи со нас на ниво на желби. Наша најголема потреба е преобразба на нашето срце, а не исполнување на желбите на нашето срце. А ние пред се нашата религиозност ја користиме да ги добиеме желбите на нашето срце. А библиската слика е религиозноста треба да се користи за преобразба на нашето срце. Секој од нас нека си размисли во кој правец навистина се развива и ја користи религиозноста или религијата и својот однос со Бога. Значи, иако ние може да веруваме, да го имаме Бога во нашиот поглед на свет, но многу е битен какво место има, каков е мојот однос со Него. Дали го користам или му се предавам? Дали му верувам дека со Него може да добијам се, иако може да ги немам оние други работи, или доколку ги немам оние други работи, што ако го имам Бога? Сите ние се клацкаме ваму таму некогаш, така. И сметам дека Библијата сака да ни укаже дека оние основни човечки потреби на најдобар можен начин може да бидат задоволени во односот со Бога. Во односот со Бога. Еве, например, сега најпознатиот стих кој сите ние го знаеме на памет. Да го читаме од оваа перспектива. Значи, овдека се задоволени, во овој текст се искажани дека се задоволени двете наши најсуштествени потреби. И ајде да го читаме овој текст малку лично. Зашто Бог толку те возлюби тебе, што го даде својот единороден син, да ти, кој веруваш во Него, не загинеш, туку да имаш вечен живот. Овде што века, те возлюби, значи Бог веќе го дал најважниот лајк во нашиот живот. Најважниот лајк во нашиот живот во свемирот е даден. Даден е овдека. На крстот ние можеме да видиме нашата сигурност и нашата вредност. Нашата вредност е овде, зашто Бог толку
ме возлюби мене, ја Ваков, да го даде својот единроден син за мене. Зашто сум вреден да не бидам изгубен, него цела вечност да бидам. И таа вечност никој не може да ми одземе. Јас сум сигурен. Ако мојот живот е сокриен во Исуса Христа, ја веќе имам сигурност. Не ми требаат оние други дополнителни работи. Тие се плюс и Бог ќе ми ги даде. Што знае дека ни требаат. Што вика Исус Христос. Не грижете се, знаеме, ќе ви ги даде. Но вели, ти треба да сватиш колку си вреден. Значи, те сакам и сигурен си. И сега ова недела кој се слави Воскресението Исуса Христа, тоа е гарант за нас. Нашиот живот е сигурен. И Евангелието представува дека ние имаме вечен живот сега. Не ќе го добиеме, па не знаеме дали ќе го добиеме, ако издржиме до крај ќе го добиеме. Разбирате? Него јас сега го имам. Јас тоа да го Павле така размислувал. Затоа и ако идам во Рим, ако тамо ме убијат, добивка. Зошто? Кој човек, ако не размислува вака, ако не верувам во Воскресението, што вели? Ние сме најбедни луѓе. Но поради тоа што се случило тоа, поради тоа што ние сме во Исуса Христа, јас имам сигурен, можам да бидам, да уживам и во имање и во немање. Јас сум изнад ситуацијата, јас сум изнад околностите. Зошто? Што ги имам најважниот лајк во свемирот веќе даден. Не ми требаат на Фейсбук, не ми требаат на другите, не треба да позирам, не знам како, него Бог ваков, никаков, незаслужено, дека те сакам. И го даде својот живот за да бидеме со него за секогаш. Друга перспектива која дае Павле. Што вели? Зашто сум убеден дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни силите, ни височината, ни длабочината. Че кажува све што постои во свемирот, ниту некое друго создание, ќе може да не оддели од Божјата љубов која е во Исуса Христа, нашиот Господ. Тука лежи сигурноста. Не во околностите наши. За жал, ние нашата љубов, односно Божјата љубов кон нас, ја мериме по зависност од околностите во кои се наоѓаме. Ако ни е лоше, нешто зле, Бог не ме сака. Докажано е веќе. Додека уште додека бевме грешни, Исус умре за нас. Тоа не зависи од нас, дали сум ја добар или лош, дали сум бил добра оваа седмица или не. Божјата љубов не зависи од моето однесување. Да неговиот лајк не е извини онак. Да, он нема да биде среќен со нашето однесување кое го уништува нашиот живот. Не може да каже лајк што се уништуваме, така ли? Али ја, ко суштество негово, ко него дете, секогаш за тебе се. И веќе покажам дека е се. И во суштина треба да сватиме, значи, оно што го него проучуваме во Светото Писмо, да го доживееме ова всушност. Цела теологија, служба на теологијата, на цела доктрина е да ова не го почувствуваме во нашиот живот. Да повторно бидеме ко мали деца ни каже и да го сетиме Исус Христос били, те сакам, ќе биде све во ред. Те сакам, ќе биде све во ред. Тука е спокојот на нашата душа. Ние се обидуваме некако на другачи начин тоа да го направиме. Нема спокој. Нема спокој. Овдека е спокојот. Обично ја претходно не ги сакав овие слики, ми беа многу черасти. Детињасти некако. Али како растам некако во христијанскиот живот и созревам, се повеќе и повеќе согледам дека ова е суштината. Дека целата теологија, ја и ко професионалец, ко академик кој се бави со тоа, ко пастор, кој нон-стоп во таа тематика, може да бидам изгубен ако не ја сватам суштината. А суштината е ова. И сите ни жудиме за ова.
но се обидуваме на еден различен начин тоа да го доживееме. Ако нашата сигурност и вреднување и нашиот идентитет не ги градиме на верата и искуството дека сме Божји деца и дека Бог неизмерно не љуби, нас секогаш нешто ќе ни недостасува и ќе бидеме несигурни и незадоволни. Не да го користиме Бога да ни даде оно што сака нашето срце, него да му се предадеме и да го сетиме неговата преграда, неговата љубов и неговата грижа за нас. Главната борба не е тоа да се познава вистината, доктрината, да се познава Светото Писмо, туку да се има вистинска доверба во љубовта на нашиот небесен татко. Да проучувањето на Светото Писмо не доведе до ова. Да ние познати тој текст го видиме Бога, колку не љуби, колку на што не повикува. Не повикува во таа преградка, не повикува да ни го даде тој спокој. А ние некако све се отргнуваме, мислиме дека знаеме подобро, му веруваме и на некој друг. Се уште ѓаволот има своја пропаганда како од рајот и денеска. Бог нешто крие за тебе. Ја имам подобар пакет. Овие желби, овие цели, ова начин, така. А Бог постојано е упорен, се нуди, не повикува, што века со јажење не влече назад, ајде, свати, предај се. Предај се. И затоа мислам дека многу убаво да се заврши со овој текст, псалмистот го има ово убедување, ово искуство и тој вели: Душо моја, мирот е само во Бога. Мојата надеж е само во Него. Само Тој е моја заштита и спасение. Тврдина моја нема да се поколебам. Во Бога е моето спасение и слава. Мојата сигурност и мојата вредност. Бог ми е силна карпа и прибежиште. Надевај се на Него, народе, во секое време. Излевајте ги срцата пред Него. Бог е наше заслониште. Тука треба да се предадеме, да сватиме и само така може да најдеме спокој и да имаме навистина квалитетен живот. Ова беше мој обид, само ете да заеднички да размислуваме. Ова што го изнесов мене ми помогна да се видам себе си каде сум, како ја го гледам својот живот, како ја функционирам и да видам како треба да се подеса малку, да идам кон она што Бог го бара од мене, не културата, не што ја мислам, и да сватам дека Бог треба да биде извор на мојата сигурност и вреднување, а не средство за да ги задоволам желбите на моето срце.